ова издание. Во време на COVID-19, доцнењето ги подгрева сомнежите дека Пекинг ги користи вакцините за да изврши притисок врз Анкара, да ги испорача ујгурските дисиденти кои живеат во Турција. Блокада на интернет ноќе. Владите веруваат помага во одржување на безбедноста за време на криза. Како е попучот во Мјанмар? 2 децении на македонската музичка сцена е диригент, професија која се уште се поврзува со мажите. Ќе ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски и јас сум Јане Бојаджиевски. Во време кога има скок на ново заразени од COVID-19 во Турција, официјална Анкара се потпира исклучиво на кинеските вакцини. Меѓутоа, постои загриженост дека Пекинг може да искористи ново настанатата ситуација. Дориан Джонс известува од Истанбул. Која е можната заднина? Турција е брза да ги достави вакцините против COVID-19, користејќи комбинација од локални здравствени центри и компјутерски апликации. Луѓето над 60 години веќе се вакцинираат, но залихите на вакцините се намалуваат. Ова се должи на фактот што Кина неколку пати го одложи доставувањето на новите пратки на вакцини, на кои пак Турција единствено се потпира. Турција е целосно зависна од кинеските вакцини. Не е членка на групата на СЗО, не е на приоритетната листа. Кина може да прави што сака. Турција во ноември потпиша договор со Кина за купување 100 милиони дози од кинеската Синовак вакцина. На неодамнешната средба со кинескиот министер за надворешни работи, турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган го покрена прашањето за испораката, велејќи дека Турција се уште чека на февруарските 50 милиони вакцини. Доцнењето ги подгрева сомнежите дека Пекинг ги користи вакцините за да изврши притисок врз Анкара за да ги испорача ујгурските дисиденти кои живеат во Турција. The main question in Turkey was always like, why are we buying the Chinese vaccine? Главното прашање во Турција беше зошто купуваме кинески вакцини, кога компаниите од Запад се во нашето соседство. Турција традиционално е земја во која владее неповолно мислење за Кина. Има прашање и зошто Русија не ја достави вакцината Спутник В на Турција со оглед на добрите односи на Ердоган со рускиот претседател Владимир Путин. Контроверзата се случува во време на наплив на инфекции со COVID, откако владата ги намали рестрикциите и дозволи отварање на рестораните и баровите. Ердоган придонесе за критиката, одржувајќи партиски конгреси низ државата. Истанбул сега е во полоша состојба. Нема слободни кревети и здравствените работници се исцрпени. Ова е голем притисок за здравствениот систем. Ердоган најавува нови рестрикции, но истовремено вели дека Турција ќе биде подготвена за туристичката сезона која е од витално значење. Познавачите се скептични и велат дека подпирањето на Пекинг за Анкара може да се покаже скапо и опасно. И натаму не стивнува напнатоста во оваа земја, а Мјанмар и натаму исклучува ноќно време интернет, што е дел од стратегијата на многу влади во време на криза. Но, како што јавува Мишел Квин, тоа има своја цена. Ноќно време во Мијанмар. Земјата е во дигитален полициски час. Наутро луѓето ги проверуваат телефоните да видат дали имаат интернет. Илјадници се приклучуваат преку апликацијата Сифон, која им овозможува пристап до Facebook, Twitter и други социјални мрежи, кои војната хунта ги блокираше. Од канцеларијата во Торонто, Канада, Майкл Хал, претседател на Сифон, забележува поголема активност на серверите. Сифон работи со медиуми, меѓу кои и со Гласот на Америка. Има огромен скок на бројот на луѓе кои користат мрежата на Сифон. Тоа е нов феномен. Не е јасно зошто војската, што ја презеде власта во Мијанмар на 1 февруари, го блокира интернетот ноќе. Владите типично веруваат дека тоа помага за одржување на безбедноста во време на криза. Од пучот во Мијанмар има протести, а десетици демонстранти се убиени. Проблемот е што она што се објавува на интернет е вовед во нешто друго. Вовед во поголеми протести, поголема употреба на сила за нивно задушување, повеќе апсени. Access Now, непрофитна група за дигитални права, вели дека во 2020 имало 155 блокирања на интернет во 29 држави. Иако помалку споредено со пред 2 години, тоа и натаму се случува.
Во Индија имало 109 случаи на блокирање на интернетот и тоа главно во индискиот дел на Кашмир. Во Белорусија интернетот бил во прекин 61 час во август по претседателските избори. Некои држави не само што го блокираат интернетот, туку и воведуваат цензура и надзор на мрежите. Камбоџа го прави тоа, а Стейт департментот изрази загриженост. Имаме голем број американци со потекло од Камбоџа. Сакаме тие да може да комуницираат со семејствата и пријателите во нивната земја. Во Мијанмар и на други места попречувањето на интернетот и блокирањето на социјалните медиуми има цена. Тие влади се непопуларни, имаат интерес да ги запрат информациите за што луѓето зависат од интернет. За крај на News Flash, Бисера Чадловска, за жената како диригент, за предизвиците со кои се соочувала во минатото, но и за успехот кој го живее денес. Тоше Огњанов од Гласот на Америка разговараше со неа. Добриот диригент треба да е музикален, да е со добра мануелна техника, ансамблот да го разбира што сака од него. Бисера Чадловска, жена диригент. 2 децении професионално активна на македонската музичка сцена. Речи си да нема концерт на Националната опера без нејзино водство. Едноставно мојата желба беше премногу голема. Јас уште пред да дојдам до ова што сум сега, многу добро знаев дека е тоа единственото нешто со што сакам да го работам. Ја избрала професијата за која од нејасни причини се вели дека е резервирана за мажите. Чадловска била свесна за предизвикот со кој се соочува, но одлучноста била нејзин сојузник. Упаѓав на проби и кога треба и кога не треба, и спремна и неспремна и се што се случуваше, за да дојдам до ета искуството кое што беше потребно за да се стане добар диригент. Сепак на почетокот не било така лесно. Се слуша коментари од типот девојчето сега ќе дојде да ни диригира, девојчето ова, девојчето она. Јас бев девојчето. Значи не бев никогаш ставена на еднакво рамниште како моите колеги со кои сме дипломирале во исто време или неколку години разлика. Значи тие беа веќе диригентите, а јас бев девојчето. Борбата да се докаже себе си била и борба да покаже дека, особено во незината професија, нема место за родова неравноправност. Не се гледам како диригентка, туку сум диригент исто рамномерно со сите други мажи и жени диригенти во светов. Не гледам причина зошто би се одвоила од мажите или не би успеала или би била помалку од нив, бидејќи мојата професија самата по себе не изискува некакви специфични физички предиспозиции или не знам какви други за да треба да сум маж за да ја работам. Чадловска долго време беше и единствената жена диригент на македонската сериозна музичка сцена. Тогаш за неа тоа бил редовен предизвик за да успее. Но од денешен аспект на тие години гледа и со уште една мисла. Гледам дека било одговорност голема, бидејќи сметам дека се остава некаков впечаток или некаков пат се трасира за помладите луѓе после мене. Вели дека работите се многу подобрени во однос на родовата еднаквост во нејзината фела. Сепак денес сите заедно се соочуваат со многу поголем проблем. Не достига нормалниот начин на функционирање, блискоста, уметноста е полна со чувствата, а без чувства не може да живее. Пандемијата удри силно врз репертоарот на Националната опера и балет. Чадловска и незините колеги работат редовно, со надеж дека ќе дојде денот кога повторно ќе видат полн салон со публика. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.